Драги гледачи, добро вечер. Јас сум Наташа Котлар, а ова е најновото издание на емисијата за македонските работи. Вечерва сакаме да посветиме внимание на најголемиот борец и изразител на македонските слободарски идеи од крајот на 19. век и почетокот на 20. век, и чинам дека е еден од најзначајните историски личности за македонскиот народ, а тој е Гоце Делчев, односно сакаме да одбележиме со оваа емисија 152 години од раѓањето на овој народен трибун. За овој повод, денес во мојата емисија гостува мојата колешка, историчар, доктор Јасмина Дамјановска. Јасмина, добро вечер. Добро вечер. И имаме во овие 60 на минути задача да проследиме од историјата на Гоце Делчев и она што е околу него, преку документацијата која што се чува во Државниот архив на Република Македонија. Поточно вниманието ќе го посветиме на преписката која што е база за изложбата која вие подготвивте пред 2 години по повод 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Ова е специфична обработка на темата за Гоце Делчев и оваа вечер ние нема да мудруваме што све треба да кажеме од историски аспект, но оваа вечер ние ќе посветиме внимание на она што представува архивска граѓа или архивско наследство во нашата држава, а се однесува на темата Гоце Делчев. Поточно нашето внимание ќе биде на неговата преписка која што ја има во архивот. Како се најде оваа преписка во Државниот архив, но претходно би те замолила, бидејќи знам дека си прилично посветена во архивската работа, да ни кажеш еден краток историјата за Државниот архив. Јас најнапред да се заблагодарам за поканата и можноста да говориме за една личност која што е достоинство за државата и за личност која што практично никогаш нема датум на смрт, нели некои личности никогаш не умираат, меѓутоа не умираат затоа што за нив постои меморија. А меморијата каде би постоела ако не меѓу архивот, односно меѓу архивските документи кои што ги чува, ги собира самиот архив, односно државните институции кои што се тоа се државни институции кои што се занимаваат нели со чување на историското наследство, со идентитетот, културата, традицијата и така натаму. А сето тоа нашиот архив го постигнува од неговото основање во 1951 година, кога започнува нели со сите сили да се обидува да го зачува целокупното историско наследство. Во првите години тоа е и самата цел, нели да ја присобере целона документација која што е оставена од претходно, за да продолжи понатаму со собирање и зачувување на историското наследство кои што го создаваат регистратурите, односно институциите кои што почнуваат со ослободувањето, односно со создавањето на современата македонска држава да работат и интензивно да создаваат, да произведуваат нели документација. На тој начин, нели, секој истражување, јас велам често пати, започнува и завршува во архивот, затоа што се она што се испишува мора да се работи врз основа на овие примарни документи, а каде не ако не се побараат во самиот архив. И затоа оваа институција од прва категорија ја нуди таа можност и навистина треба да се искористи. Дури чинам дека првичното име на архивот е Историски архив. Државна архива нели на НРМ, така да во текот на годините ја менува во зависност нели од територијалната прераспределба и така натаму, за до денес да дојде нели до ова име кое што го има. Богатството на нашата архивска граѓа се наоѓа примарно во архивот и неговите подрачни единици. Кој што со закон е обврзан да го чува, да го собира наследството од сите институции, да го откупува и така натаму. Ниту една институција ја нема таа надлежност, нели, освен Државниот архив. Меѓутоа се она што е од прва нели категорија, од трајна вредност,
Се разбира, безвредниот материјал не е од интерес за државата, но се она што е од интерес за државата мора задолжително да се чува во државниот архив. Само накратко сакам да појаснам, ти спомна од примарен карактер. Ние историчарите најчесто кога работиме, пред се нашата работа ја темелиме врз извори од примарна вредност, а тоа се архивската документација, а потоа одиме на она што е секундарно и терцијално. Фактички, градењето на историскиот наратив мора да почива на она што се вели архивски материјал од прва категорија. Така е, затоа што тоа е документација која ги дава основните податоци, со нив не може никогаш да се погреши. Така да, благодарение и на оваа наша институција, зачувани се и писмата на Гоце Делчев, кои што во Државниот архив некаде се чуваат од 1973 година и се предадени од Народно универзитетската библиотека Климент Охридски, меѓутоа во рамките на библиотеката доаѓаат многу порано со преносот на моштите на Гоце Делчев во Скопје во 1946 година. Мислам дека тука имаме и влијание на она македонска генерација интелектуалци кои што дојдоа од Република Бугарија. Мислам дека Зафировски, една плејада на луѓе од интелектуалци кои што се внесоа и во изградбата на архивот, но и постројувањето на Институтот за национална историја, бидејќи еве ние да кажеме дека своевремено долги години ние бевме во една иста зграда и имавме една взаемна работа. За жал, мислам дека веќе 10 години помина. Точно, да. Архивот е сосема на едно друго место, а Институтот за национална историја е на друго место, со тоа што ние пак истражувачите би сакале секогаш да е архивот со нас, бидејќи нашата лабораторија е архивот. Архивот, така е, да. Практично и кога беше донесена преписката на Гоце, беше донесена и преписката односно архивата на Македонскиот научен институт во Бугарија, која што денеска е дел од Институтот за национална историја, така да на тој начин се собирала целокупната документација. Голем ентузијазам навистина тогаш постоел и покрај тоа што немало услови, архивската дејност не била толку многу развиена, меѓутоа свеста за зачувување на значената документација била на многу високо ниво. Така. Ајде сега вниманието да го посветиме на она што ни е примарна тема, тоа е преписката на Гоце Делчев. Ти спомна дека се работи за 41 писмо. Што представуваат тие писма? На што све се однесуваат? Да кажеме дека тоа се своерачно пишувани. Да, своерачно пишувани. Во ракопис писма, оригинални писма во ракопис, со мастило пишувани и навистина е огромна честа и чувството не може да се опише, кога се држат во рака, затоа што кога веќе знаеме дека ги држал и ги пишувал Гоце Делчев, како да имаме чувство дека тоа е околу нас. Писмата на Гоце Делчев не се единствените што ги имаме ние во архивот, затоа што тие биле упатувани до неговите соборци, соработници и така натаму, распространети се во повеќе институции, во приватни збирки и така натаму, ги има и тука во Македонија, ги има и во Бугарија. Така, например, во архивот на Бугарската академија на науките и уметностите има 7 писма, во Народната библиотека Кирил и Методи во Софија исто така има 50 писма. Најголема збирка има архивот, односно Централниот партиски архив при Институтот за историја на БКП, кои поседуваат 91 писмо, односно. И практично објавувањето не започнува подосна, туку уште во времето на самиот Гоце Делчев. Имено првата објава на писмо негове уште во 1902 година во Кюстендилскиот весник Изгрев, каде што редактор Иван Кепов, еден негов близок соработник. Во 1900 во периодот меѓу двете светски војни исто така имаме интензивно објавување по весниците на неговата преписка. Во 1943 година Константин Мирчев исто така објавува 35 писма.
Во современата македонска држава за прв пат писмо на Гоце Делчев е објавено во 1946 година во весникот Нова Македонија. Меѓутоа, како збирки започнуваат од 1951 година да се објавуваат, кога познатиот наш историчар Љубен Лапе објавува 35 писма, а во 63-та година Гане Тодоровски објавува уште 21 писмо од архивата на Народната библиотека Кирил и Методиј во Бугарија. Следното објавување, најобемно објавување на Дино Ќосев во 1967 година, 233 писма. Кај нас познатиот Христо Полјански 71 година објавува 232 писма и во секоја една збирка тие се поделени хронолошки, тематски, по личности на кои што се упатувани, по соработници, по организации, односно институции каде што ги праќал. И на тој начин ние добиваме и една плејада од познати личности со кои тој соработувал. Најголем дел писмата кои што ние ги поседуваме во архивот се упатувани до Никола Зографов, кој што бил пунктов началник во Ќустендел и соработувал најмногу со него, односно до на што ние нели го чуваме како писмо, можеме да забележиме дека со нив соработката навистина била многу блиска. Јас сакам да прикажуваме сега еден дел од преписката која што ти ни ја испрати. Да кажам дека фактички станува збор за писмата кои што се дигитализирани и представени во оваа форма. Со тоа што на некој начин ние го откриваме револуционерниот чин на Гоце Делчев, особено неговата комуникација со Никола Зографов, како што спомнано, и со други соборци исто така. Меѓутоа, од тука добиваме информации како се развива македонското револуционерно движење. Чинам некаде од 1896 година, каде што ги има во поголем број, па така натаму, да објаснеме дека од крајот на 1896 година Гоце е задграничен представник на веќе тогаш е тајна Македоно-Одринска револуционерна организација. Годината кога започнува официјално да се приклучува, нели, посветено на револуционерното движење, затоа што нели претходно учителствуваше до 96-та, меѓутоа сега официјално нели започнува неговата така и го изработуваат заедно со Ѓорче Петров, значи уставот на организацијата. Ние би можеле сега да погледаме еден од овие слайдови, па можеш да не запознаеш што све има на овој слайд. Фактички ги покажуваме и писмата кои што се негови пишувани и гледам таму дека имаме еден вид амблем, фактички станува збор еден вид меморандум кој што се ставале на писмата. Забележав дека таму стојат буквите М, О, Р и К, значи Македонско-Одрински револуционерен комитет. Чинам дека овие писма се оние писма што ги спомнавме во однос на комуникацијата на Гоце Делчев со Зографов, каде што станува збор за набавка на определено оружје. Мислам дека станува збор за набавка на ножеви, мислам. Така прочитав во разгледувањето на документите и му соопштува на Никола Зографов за лошите временски услови и секојдневните убиства на просторот во Македонија и дека потребните ками ги бара Гоце од Варна да пристигнат и да бидат што побрзо испратени. Забележав дека веќе се користат псевдонимите за градовите.
Практично од писмата на Гоце Делчев, најстарото писмо кое што ние го имаме од 1892 година и тоа е упатено до еден од неговите браќа со молба да пренесе финансиски средства до неговото семејство, односно до неговиот татко, и се датирани до 1902 година. Меѓутоа сите тие писма, како што кажавте и вие, го отсликуваат целиот тек на македонската револуционерна организација. Движењето, издигнувањето, обидите на самиот Гоце Делчев да го подигне интелектуалното ниво на оние кои што се дел од организацијата, затоа што тој сакал со просветена маса, со учени луѓе да дојде до успехот на револуционерното движење. Тоа може да се види од писмата каде што тој постојано нагласува за преносот на на револуционерната литература, на весниците, затоа што било од големо значење за него да дојде до издигнување на тоа интелектуално ниво. Да, јас колку што знам, вие имате и запис овдека. Да, јас имам некои од писмата кои што посочуваат што тој практично пишувал во нив. Еве би издвоила едно шифрирано писмо. Еве тоа би сакала да посочам. Во овој временски период Гоце Делчев и ја воведува шифрираната азбука, односно тој создал шифрирана азбука, затоа што започнуваат провалите постојано во револуционерната организација, за да не дојде и до превземање, односно до сите овие информации, достапност до самите информации во писмата, тие почнуваат да ги пишуваат и шифрирани. И да се подпишуваат исто така со псевдоними. Најчесто секогаш речиси се подпишувал со псевдонимот Ахил, а при едно истражување сретнав и кај нашиот историчар Христо Полјански дека во дел од писмата е подпишан и како Планински. Меѓутоа најголем дел од писмата кои што кај нас се зачувани е со подписот Ахил. Токму заради тоа да не дојде до осознавање на се она што се случува од страна на самите дејци, на самата хиерархиска поставеност, затоа што навистина овие писма не само на Гоце Делчев, туку и на останатите револуционери се праќани од највисоката хиерархиска поставеност. Така. Јас еве ќе издвојам неколку писма кои што го сликуваат Гоце Делчев како една сестрана многу мудра личност. И како што знам често да кажам, се појавува токму во времето кога треба да се појави, кога навистина им требал на нашите револуционери. Шифрирано писмо од Ахил, односно Гоце Делчев, до Никола Зографов, со кое му соопштува дека ќе му испрати полномошно за разговорот со Никола Иванов да испратат 500 пушки и дека колите за пренесување на оружје се фатени, па бара да се префрлат преку правците Копрева, Ветрен и Сажедник, Висока, односно Софија, 7 март 1897 година. За сите градови се знаеле псевдонимите и најчесто од Гоце Делчев ги има испраќано од Софија, од Ќустендил, од други градови во Македонија, од Штип. Имаме шифрирано писмо од Ахил Гоце Делчев, односно до Никола Заграфов, со кое го известува дека му го испраќа полномошното со совест да не му падне во рацете на непријателот, го известува дека испратил пушки и бара да се испратат за Паланечко и дека на Даме Груев ќе му испрати револвер со 100 куршуми и 2 ками. Висока, односно Софија, 9 март 1897 година. Потоа имаме едно шифрирано писмо од Ахил до Никола Зографов со кое го известува дека се откажал од заминувањето за Тракија заради најавеното пристигнување на Ѓорче Петров. Информира дека испратиле 361 пушка и бара да се провери колку пристигнале во Кочани и во Крива Паланка. Препорачува кој отворен каналот преку Црварица да се испрати некој товар. Како пунктов началник тој имал увид во сите оние канали преку кои се испраќа оружјето, меѓутоа и самите чети, преминувањето на четите и така натаму. И има воспоставена една добра четничка организација во тој временски период. Потоа имаме едно писмо од Гоце Делчев до Никола Зографов со известување дека долго време не добил писмо од внатрешноста и со прашање што е сторено со изборот на делегати за Конгресот, го известува дека добил писмо од Никола Малешевски. Софија, 22 април 1899 година.
Јас само сакам да појаснам повеќе за публиката, бидејќи нам не е тоа јасно како историчари, дека Гоце Делчев како задграничен представник на организацијата во Софија имал активна улога заедно со Ѓорче Петров во работата на Врховниот комитет, сакајќи од него да направат комитет кој што ќе поддржува револуционерната борба во Македонија, а не да се претвори во комитет кој што ќе има раководна улога во револуционерното движење. И на тој начин и ова спомнување околу работите на комитетот, бидејќи и двајцата заедно со Ѓорче Петров и дури ќе се изборат добар дел од нивните соработници и добри пријатели да бидат членови во тој Врховен комитет, па дури ќе успеат и да го наметнат Борис Арафов да биде предводник на тој комитет, меѓутоа работите толку многу ќе се изјаловат што и Гоце и Ѓорче ќе се откажат од него и нема да сакаат да имаат никаква врска повеќе со таа група на Борис Сарафов. А во однос на револуционерниве настани кои што ги слушаме околу вооружувањето, да кажеме и тоа дека Гоце Делчев е фактички основоположникот на Четничкиот институт во организацијата, што значи да се внесе организацијата во секое место и во секоја душа во Македонија која што е во рамките на османлиската држава. Целата негова приписка и целото негово настојување се однесува на македонските работи и целата таа негова дејност е фактички, како што спомнавте, образование и воспитување на македонскиот човек, не само да биде со пушка или со револвер во рака, туку треба да биде и мисловно и умствено подготвен, за да може да се направи една револуција. Мислам дека има една успешна револуција. Негово искажување, јас не сакам пожари и пеплишта и крвој позади мене, јас сакам здрав народ кој што ќе може да ја вознесе и спроведе револуционерната идеја. Во таа насока, мислам, јас и ги разбирам овие негови пишувања. Мислам дека и неговото отстранување од историската сцена е благодарение на сето она тој што го направил во овој простор наречен Македонија во османлиските прилики. Понатаму имаме едно писмо од Гоце Делчев до Никола Зографов со кое задолжува по добивањето на писмото веднаш да одговори дали ќе може да најде луѓе за префрлување на една чета до село Неманци Штипско или до Свети Николско со забелешка дека четата би крстосувала на Велешкиот и на Скопскиот терен. Софија, 15 јуни 1900 година. Имаме понатаму писмо од Гоце Делчев до Асен, односно Иван Белешков, со кое го задолжува да се ангажира Ѓорđев за набавка на 300 кримки со по 150 куршуми со крајна цена од 5 лева и мартинки до 32 лева. Пушките и куршумите треба да бидат здрави и чисти, вели, бара податоци за животот во реоните. Писмото е од Софија, 31 мај 1902 година. Така, кога веќе поприлично се развива Четничкиот институт во Македонија. Имаме едно обраќање на Гоце Делчев до делегатите на Македонскиот одбрански конгрес за причината поради која одбива да присуствува како делегат за ставот кон Врховниот комитет, она што сега ние го дебатиравме, нели, Софија, 19 август 1902 година. Во дел од писмата исто така може да се види дека, односно да се осознае дека масовноста, нели, била една од неговите приоритети, меѓутоа и самите оние кои што влегувале биле верни до смрт, лојални до смрт на организацијата, а за нив голема честа била кога ја положувале заклетвата, посебно нели пред личности како што е бил Гоце Делчев. Јас знам, на слайдот видов кој што претходно беше прикажан, ја имаме она фотографија која што добиваме преку Ѓорги Баждаров. Тоа се четите, повеќе чети кои што се во местноста Капе.
заедно со четата на Јане Сандански и другите. Ова е од 1900 да. Крајот на 902 година. Февруари пред да замине 903 да. во Македонија Гоце. Да. Па и нема место нели каде што тој не поминува, тоа и била една од неговите основни цели, нели да не постои реон каде што нема да го раздвижи револуционерното движење и сите нели револуционерни кружоци. Да, колку што се сеќавам од пишувањето на Баждаров, некаде во петтиот ред треба да биде четата на Јане Сандански. Сега ова Али Ботош јас би сакала и тоа да го објаснеме, бидејќи имаме еден вид упад во Централниот комитет на револуционерната организација со тие провали. Централниот комитет кој во моментот е под управување на Иван Гарванов, еден бугарски експонент, кој што успева да навлезе во редовите на револуционерната организација. Нели се свикува оној фамозен Солунски конгрес, каде што се донесува решение за кревање на востание, меѓутоа реакцијата на Гоце Делчев и на Ѓорче Петров и на другите е сосема подруга. Тие не се за такво едно фронтално востание масовно, туку Гоце Делчев е и застапник на идејата дека треба народот да биде подготвен. Подготвен, така е, да. И ако веќе се крева востание и се прави востание, тогаш тоа треба да биде на некој начин партизанско движење, а да не биде масовно и фронтално. И на тој начин ја креира таа диверзантска акција. Да. Мислам дека од Али Ботуш се упатува кон мостот на Ангиста за да направи диверзантска акција на тој мост. Понатаму имаме и уште слайдови. Ова е преписката со телеграми за пренос исто на оружје. Па и самата преписка еве може да каже дека навистина снабдувањето со оружје било примарна работа, меѓутоа и недоволна. Затоа што практично тие немале доволно нели финансиски средства за да може сето тоа да се постигне и да може народот да се вооружи така како што доликува нели за едно успешно востание. Дури колку што се сеќавам, оној најуспешниот чин за добивање на пари е грабнувањето на Мистон и четата на Јане Сандански, и колку што се сеќавам во спомените на Јане Сандански пишува една патетична изјава негова: сите пари што ги добивме, наместо да ги потрошиме за купување на оружје, поголемиот дел од тие пари отидоа во она медиумска војна со Врховниот комитет. За жал, тука и постои еден друг проблем, што македонската граѓанска класа, она побогатата, она чорбаџиската, воопшто не сакала да вложува свои финансиски средства во издигнувањето или трасирањето на македонската револуционерна организација. Така што организацијата навистина имала тешки прашања како да дојде и до вооружување и до се она што е потребно за едно вооружено или револуционерно движење. Да, и тогаш често и самиот Гоце Делчев и во самата преписка има податоци дека од поимотните нели затоа и дел од децата нели биле грабнувани, меѓутоа доброволно на тие нели ученици или студенти да речем, за да може нели да се добие било каков откуп од тие луѓе. Меѓутоа Гоце Делчев беше еден нели од застапниците и за формирање на сопствена фабрика за оружје, па нели знаеме она позната бомболеарница, саблеарската бомболеарница на Осоговските планини. Меѓутоа и сето тоа нели не било така доволно затоа што финансиските средства не дозволувале нели толку многу да опстане. Познат е Гоце Делчев по на негова изјава кога се обраќа до широките македонски низини. Не слушајте многу проповеди, туку гледајте ги нашите дела.
Оно што го прави на самиот терен во Македонија со неговото често навраќање во Македонија со четата или големите инспекциски походи кои што ги прави низ Македонија, тој настојува да биде една револуционерна идеја која што ќе биде најмногу манифестирана преку постапките. И тоа има свое влијание врз широките селски маси, да не заборавиме во тој период Македонија во османлиско време 80% од своето население го има како земјоделско население. Да. И тука е насочена улогата и влијанието на Гоце точно на таа народна маса. Ако може да ни го пуштат слайдот следен, ова ми е фактички вовед во она што представува во следниот, ако може. Вовед во она што представува на луѓе кои што се обични луѓе, но се борци за ослободување па тие биле носителите нели на револуционерното движење. Но пред да одиме на нивните искажувања, гледам дека сега ја имаме еве ги, со борците на Гоце Делчев, средошта на илинденците. Знам дека вие подготвивте една петтомна историја на ова тема. Да. Еве, токму благодарение на архивот, односно архивското богатство, го поседуваме фондот 157 или извршен одбор на НРМ, одбор за доделување илинденски пензии 1946 со гранични години или 1956 година. Именно во овој временски период државата одлучува на сите преживеани илинденци да им додели соодветни заслуги, односно да ги награди со илинденска пензија. Меѓу другото, освен оние административни документи кои што ги доставувале преживеаните илинденци, биле должни да доставуваат и своји биографии за учеството во револуционерното движење од 1893-та, 4-та година, па се до 1908 година. И сите тие биле пропратени со искази на други илинденци кои што задолжително морало да го потврдат она што тие го искажуваат во своите биографии. Самите нивни досиеа пропратени се со фотографии кои што ги имале зачувано, не само фотографија од периодот кога нели ја доставуваат документацијата, туку и од периодот на самото револуционерно движење, па имаме многу фотографии од четите, имаме каде што биле дел тие самите. Понатаму правени се истражувања од нашите архивисти, да речам, напори, односно за да дојдат и до останата документација. Па имаме зачувано и дел од нивните, да речам, лични предмети, кои што се дел од архивот. Може да ни го покаже слайдот? Мислам дека има интересни пишувања на самите нивни обраќања до државната власт. Фондот се состои од 44 кутии и повеќе од 3500 досиеја, што значи имаме биографии на повеќе од 3500 илинденци, кои што сите со мојата колешка, професорката од Институтот за национална историја Ленина Жила, ги објавивме во 5 тома, пропратени нели со сите оние документи кои што се однесуваат на доаѓањето до овој закон за илинденски пензии. Понатаму во 5-тиот том дури пропратени се со документација од весниците, каде што се гледа растот на самата организација, односно почетот на самата организација од македонската држава. Ајде да спомниме, овдека ги читаме имињата, еве имаме и жени револуционерки. Самите биографии се практично непресушен, односно еден извор кој што нема дно од каде што до кое би се дошло за да се извлекуваат информации.
ние ги објавивме во оригинална форма за да може да се види начинот на кој што тие и пишуваат, ги оставаат своите белези, односно своите потписи, своите мисли, кои биле писмени, кои не биле писмени, кои биле во можност да пишуваат, кои не биле во можност да пишуваат. И се интересни не само за историчарите, туку и за лингвистите, за антрополозите, за социолозите, да, етнолозите и така натаму. И тоа беше наша одлука, еве токму од таа причина секој еден кој што затоа што фондот беше практично непознат толку многу, не се користеше многу во однос на истражувањата, затоа што некои од историчарите сепак овие извори, овие сведоштва не ги темелат во своите истражувања, а сепак се еден многу битен извор за да може да се види времето во кое тие функционирале, еве како што спомнавте, како би се докажало учеството на жените, која била нивната улога ако не постоја овие сведоштва. Меѓутоа, покрај овие сведоштва и Институтот на национална историја поседува исто така сведоштва кои што се собирале во 60-тите години, документационото оделение работело на собирање на овие устни сведоштва од преживеаните линденци, меѓутоа го опфаќаат и периодот, не само на тие сведоштва, туку и на оваа документација, и периодот на Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, затоа што тоа се луѓето кои преживееја во тие речиси повеќе од 50 години, половина век, многу страдања преживееја, многу војни, многу случаи и сето тоа го имаат представено во својата биографија. Јас се забележав дека во овие писма, не случајно ги поврзав овие искажувања со Гоце Делчев, бидејќи во голем дел од овие што се прикажани, кажуваат обичните луѓе, како ја имале својата комуникација со Гоце Делчев и што представувал Гоце Делчев за нив. Да, ова се, како што и вие рековте, народните маси. Народните маси без кои не можеше да се одвива револуционерното движење, затоа што хиерархиската поставеност не ќе можеше да го спроведе сето тоа доколку немаше масовност. И самите овие биографии навистина го докажуваат тоа дека бројноста, зголемувањето на учеството на народните маси била една од зацрцаните цели на Македонската револуционерна организација. Може слободно да ни прочитате што имате. Биографиите се многу, како што споменав, повеќе од 3500 и сите имаат своји раскажувања не само за Гоце Делчев, туку и за сите останати раководни. Јас се сеќавам, вие спомнавте уште во текот на работата дека тоа се луѓе кои што комуницирале со Дамјан Груев, со Јане Санденски. Па нема војвода кој што не беше спомнат и од било кој реон, од сите реони, затоа што ова се луѓе од цела Македонија, така да немаше чета која што не беше спомната. Немаше деец кој што не беше спомнат во самите писма, во самите биографии односно, и затоа представуваат за мене еден навистина примерен извор и единствено кој што го има користено во своите истражувања е антропологот, американскиот антрополог Кит Браун, кој што направи исто така едно истражување, а кај нас еве ние во периодот од 2016 до 2018 со професорката Ленина Жила објавивме 5 томни монографии. Јас ќе издвојам само неколку биографии за може. Тоа е многу интересно како тие го доживуваат и спомнуваат. Да го доживееме како звучи човекот кој што живеел во еден период и делувал. Прва која што жена ќе издвојам, Катерина Джидрова од Штип, која учествувала заедно со него во Штипско Ново село. Гоце учителствуваше во Штипско Ново село, работеше во периодот од 1894 до 1896 година и таа во својата биографија го опишува како учител кој секогаш бил подготвен да даде Катерина Джидрова совет како подготвен и непокорен револуционер кој не знае за страф од турците, активен во учителскиот кружок кој секогаш го снабдувал со напредна литература, брошури, летоци,
Во една прилика и таа вели дека го спроведувала облечен во турски алишта на местото каде што од незината куќа до местото каде што треба да се состане со останатите чети и така натаму. Тоа е она што го имаме и во оние наши детски романи, каде што се пишува за Гоце Делчев дека знаел честопати да се преоблече или како ќумурџија или како жена. Па да, еве, самите биографии, самите и писма на Гоце Делчев ја искажуваат мудроста негова, односно не само мудроста, тој кои сите негови маки, сите негови страдања, сите негови чувства, мисли и така натаму, и опишане сестрано, значи една сестрана личност имаме разработено преку сите тие материјали, преку сите тие фондови кои што ги имаме обемно. Да, понатаму? Понатаму еве Ангел Коробар раскажува за постапката на неговите соученици кога биле дел од Солунската гимназија да се предадат на четата на Гоце Делчев за да може да се бара откуп од родителите. Тие доброволно и тој требало да биде дел од акција, меѓутоа од неговиот татко бил пратен во друго училиште да учи, па не можел да биде дел од таа акција доброволно киднапиран за откуп. Да. Понатаму Ваца Глигорова Матратазова вика за незиното учество раскажува во револуционерното движење како јатак. Односно во незината куќа во тој период се користела за собирни или организирање на состаноци на меѓу водачите, а меѓу нив нели го спомнува и Гоце Делчев кој често знаел нели да одржи овде состанувања со останатите дејци или да спроведуваат некоја од заклетвите. Како што споменав, овие луѓе се заколнувале за верност до смрт. И тој чин за нив бил од големо значење, односно еден најсветол чин во нивниот живот кој што се случил во тој временски период. И заколнувајќи се верни до смрт и навистина така се однесувале. Почита била огромна, затоа што знаеле дека само така ќе можат нели да бидат дел од македонското револуционерно движење. Навистина тоа импонира кога ќе се замислиме од наш денешен аспект, колку сме ние, да речам, безгрижни во некои сериозни работи, а луѓето колку се посветувале и навистина тоа го правиле на еден достоинствен и со огромна почит посветување во организацијата и ако треба и да го дадат својот живот ако е потребно. Така. Тоа биле луѓе со огромно достоинство и достоинство за почит, затоа што знаеле дека само така може да се издвои нели слободата на државата. Да. Во никој случај никогаш не подлегнале. Се разбира има случаи нели од отстапување, меѓутоа тоа биле многу поретки за разлика од сите овие масовни кога веќе добиле 3500 илинденци, тоа е еден нели огромна бројка која што нели ги преживеала тие настани и успеала да раскаже нели за. Да, понатаму имавте интересни. Понатаму имаме еве Петар Манџуков, нашиот револуционер кој раскажува за од анархистите, па понатаму раскажува за тоа како член бил на четата на Гоце Делчев во периодот на 1898 година. Понатаму го имаме Костадин Евесивевски од село Робово Беровско, раскажува за спроведувањето од негова страна на многу чети војводи, меѓу кои Гоце Делчев, преку каналот Солун Бугарија, кој поминувал и преку неговото село. Ангелина Сотирова Михаилова од Битола раскажува за тајните заседанија кои се одржувале во незината куќа, организирани од Гоце Делчев, Даме Груев, Павел Христов. Го имаме еве Иван Михаилов Таранцов од Штип кој раскажува за средбите на Гоце Делчев и Даме Груев во 1894 со неговиот татко во нивната куќа, пошто и самиот тој се вклучува во редовите на Штипскиот револуционерен кружок. Би го издвоила еве и Цветко Шалапанов од село Асаново Леринско, раскажува за неговото учество во револуционерната организација од 1900 година како дел од четата на Гоце Делчев, која водела борби во Битолско и Леринско, но и неговото затворење и осудување на 101 година затворска казна. Го имаме еве и Ристо Шојлески од село Елшан и Охридска околија, раскажува за неговото префрлување во четата на Гоце Делчев, во која бил се до 1902 година и со која крстосувал ни Струмичко, Тиквешко, Леринско, Костурско, Кукушко. Масовна е присутноста од егејскиот дел на Македонија, на
елинденците, нели? И добитници како, нели, пензионери, добитници на елинденска пензија, која што државата овој закон го донесува во 1946 година и некаде до крајот на 50-тите години тие добиваат некој износ од 1000 динари до 8000 динари пензија, во зависност од тоа каква била нивната улога, колку поголема тежина нели има нивната улога, нивното учество, периодот во кој учествувале, годините кои што ги поминале, толку им била поголема пензијата, но од самата документација може да се забележи дека им во еден период државата почнува да стагнира затоа што веќе и не можела да ги издржи тие финансиски нели притисоци, па почнува и да ја намалува пензијата на овие корисници. Така, сепак тоа е една импозантна бројка од 3000, да речеме, луѓе, учесници, не само во оние револуционерни борби кои што ги спомнавме, но и самите вие спомнавте дека тоа е и периодот на Балканските војни, Првата светска војна, дури и Втората светска војна, бидејќи добар дел од тие елинденци се учесници во народно-ослободителната борба. Така, и ги спомнуваат и своите поколенија, затоа што веќе нивните деца почнуваат и тие се вклучуваат заедно со они во например, еве да воземе за пример семејството на Мирче Ацев, кое што по поколение е учесник во револуционерното движење, неговото семејство, па целиот овој период на војните, па до народно-ослободителната борба, или има низа такви семејства во Македонија, но сакав да ве прашам дали низ оваа преписка која што ја имате, дали се работени овие писма од аспект на јазичните прашања? Ќе ви кажам и зошто ве прашувам. Чинам дека оние што се стручни во јазикот, дека честопати наоѓаат моменти дека иако нашите револуционери се екзархиски воспитаници и го користат тогашниот бугарски јазик, литературен, за нивното искажување, честопати во тоа искажување, бидејќи е тук јазик, внесуваат поприлично македонски елементи. Така е, да. Тоа се случува еве и во преписката на Гоце Делчев, сепак тоа е јазикот на кој што тие нели се образува, официјален јазик на кој што учеа. Меѓутоа дека толку совршени литературно тие го изразуваа, мислам дека нема во ниту една преписка и секогаш онаа преписка на нашите македонски деци се разликува од онаа на бугарските деци токму по начинот на примената на јазикот на испишувањето. И овде кај Гоце Делчев голема е улогата на кукушкиот говор, односно имаме големи примеси на македонскиот народен говор од кукуш, од кукушкото подрачје. Јас во моето работење имам таков сличен пример со спомените на војводата Никола Петров Русински, кој што е еден од првите војводи кој што го гради заедно со Гоце Делчев Четничкиот институт. Тоа е војвода, колку за публиката да кажеме, дека бил главен војвода и во Демир Хисарско, и во Кичевско, во Крушевско, Прилепско, Охридско, Струшко и Битолско, односно Битолско-Мариово. И тоа се по назнака на Гоце Делчев. Во неговите спомени, бидејќи тој е учен човек, се труди да се изразува на тогашниот тој бугарски литературен јазик, меѓутоа се препознаваат примесите на македонскиот народен говор од Беровскиот крај, односно Малешевијата. Така што сите овие спомени, па и овие преписки кои што ги имаме и документи, се голем извор за исто така другите истражувачи, лингвистите, и мислам дека треба да ве побараат и да го отворат овој извор вие што го имате на така е, затоа и ние ова збирка, да речеме, од илинденските досиеја,
условно ние така ги нарекуваме во архивот Илинденски досиеја, ги објавивме во оригинална форма, затоа што тоа јазикот непосредно кој што се зборува после формирањето на државата, кога се уште не бил и кодифициран нашиот јазик со правила и на тој начин овие говорни подрачја се навистина интересни и ова основа за едно темелно истражување на говорот македонски. Јас би сакала да не врати режијата каде што ги прикажувате весниците. Вие спомнавте дека писмата на Гоце најпрви ги наоѓаме во определени весници. Дали може да ни кажете како е патот, како ги поместивте или како се најдоа овие писма да бидат дел од целава ова материја наречена Гоце Делчев? Овие весници се донесени од нашите истражувачи кои што започнуваат да работат уште во 50-тите и 60-тите години, да речем, низ архивите во Бугарија, затоа што ние немаме само документација која што од подрачјето на Македонија, туку секогаш се прават напори нашата историја да се збогатува со она што е оставено и во другите архиви, а се однесува на Македонија. Сепак Македонија се наоѓаше под многу други власти претходно, најголем дел од документацијата или се повлекувала и на тој начин се наоѓа во други архиви, самата власт како носител на таа документација, па затоа секогаш се прават напори таа да се донесе дали во оригинална форма, не меѓутоа во како ксерокскопии, како микрофилмувана граѓа, во дигитална форма и така натаму, меѓутоа тоа е една од приоритетните цели, исто така збогатување на определен историски настан со документација која што ја има во странските архиви, а се однесува на Македонија. Не случајно ова го кажав, знам дека ви имате голем увид во сето тоа, со оглед дека самиот Гоце Делчев, кога е на теренот и работи низ Македонија, тој има огромна потреба од македонска книжница. И постојано вели како нема некој кој би напишал или книга, па или би се потрудил да издаде весник во кој што ќе бидат представени македонските работи. Меѓутоа, за жал, тоа нема да се реализира. И сметам дека сме веќе на крајот од емисијата. Би сакала да го отвориме прашањето за Гоце Делчев во народно-слободителната борба. Знам дека е представен, фактички представува инспирација за формирање на одреди. 4 одреди, батальони, па и псевдоними на дел од псевдонимите, тој е притусен, така што мислам дека таа работа се заокружува. Не ве прашав, накратко би сакала за шифрите кои што ги спомнавте, со кои што Гоце се користи фактички. Кои се покарактеристичните псевдоними кои што вие ги среќавате, не само за него, туку и за местата, например, спомнавте дека Софија е високо, дека Штип е призрен. Солун како е представен, дали е Света Гора? Света Гора, да. Па секој од псевдонимите е поврзан со околината каде што на тој начин биле определувани псевдонимите. Преку преписката тие се најчесто, затоа што и од таму биле испраќани и тие ги имаме како познати псевдоними, Знам дека ние ќе имаме повторен разговор. Во тој разговор ќе отвориме теми кои што се од доменот на семејството на Гоце Делчев. Меѓутоа, сакам и ова прашање да го актуализираме. Знам дека во читањето на мемуаристиката на овие војводи
и кај Гоце Делчев, и кај Јане Сандански, и кај Никола Петров Русински, истакнуваат дека имаат грижа за нивната револуционерна архива. Да. Може би сте сретнале на кој начин тие ја чуваат таа архива. Јас ќе ви дадам пример, например, за Никола Петров Русински, додека е во Охридско-Струшкиот реон. И тој спомнува дека добар дел од зачуваната револуционерна архива ја чувале во тегли, и се обидувале тие тегли да ги закопаат во земја. Меѓутоа имале несреќа или лоша среќа со оние документи, таа архивска документација која што ја чувале во лимени садови и кои што со текот на времето заради оксидацијата, односно фаќањето на рѓата, дека тие биле неупотребливи. Дали сте сретнале во... Меѓутоа биле најбезбедни, затоа што ова при закупување во земја го сметале тој начин за најбезбеден нели за криење на документацијата и и најдолго нели се зачува на тој начин документацијата. На ист начин е зачувана нели документацијата, дел од архивот, односно на Христо Узунов, кој што нели во 1905 година при судирот со неговата чета, тој како нели носител на архивата, односно секогаш се знаело дека има определен нели припадник на четата кој што ќе води архивата, кореспонденцијата и така натаму. И пред смртта тој ја предава на една од жените која што се наоѓа во куќата каде што тој се затекнува, па на тој начин е зачувана. Меѓутоа дел од архивата, најголем дел, не е пронајдена затоа што била закопана, не се знае ниту каде нели закопана. Така е, мислам, се уште треба да најдеме места кои што ја чуваат нашата архива и те во услови кога не постои држава и кога луѓето имале однос кон она што представува архивски документ кој што ќе биде од определено значење. Јас ќе споменам, долго време работев и во Фондација Институт Отворено општество, која во 2006 година започна еден проект од претани сведоштва и се работеше, односно тој проект се темелеше на зачувана документација, односно архива на наши учесници македонци во Првата светска војна. Претежно, односно најголем дел од Кратовско и Пробиштипско, и таа архива токму била зачувана во една метална нели кутија, која што македонец кој што бил во цензорната комисија во Бугарија имал огромна свест и почит кон таа документација и не се осмелил ниту да ја уништи таа документација, била предложена нели за уништување. Долго време, односно години ја чува закопана во земја и пред крајот на својот живот, веќе во нели подмината старост, одлучува да ја понуди на македонската држава, која што еве благодарение на фондацијата се откупува и тие писма се објавени и се едно значено сведоштво нели за учеството на нашите македонци во српската, бугарската војска, австро-унгарските логори и така натаму. Јасминка, јас ти благодарам што ја отвори оваа тема, а особено што го проследивме револуционерниот лик на Гоце Делчев преку архивската граѓа и нејзиното чување во Македонскиот државен архив. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам и вас за поканата. Ние ќе се видиме во многу брзо во следна прилика. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието. Добра ноќ.